Ойран. Молчеливи и со прислушнати очи рибарите чекаат на брегот. Ги чекаат нив, птиците, што во длабоката есен долетуваат од север и со своите крикови ја живнуваат глатката езерска поврвнина. Но сега уште ги нема. А без нив луѓето не можат да почнат со ловот единствен по начин во светот. И затоа чекаат на брегот крај приготвените леси и чунови. Чекаат, исчекуваат со денови. А децата чекаат, мислејќи на шарениот трепет на птичите крилја, што ќе бидат допрени од нивните уште некорави дланки. И така со денови. А кога дента тие ги нема да загракаат над нивните глави, луѓето одат дома со ноќта за да ги чекаат пак утредента. Рибаров и детево ги чекаа птиците што не дојдоа. Недочекано исчекување, по кое останува надежта дека ќе дојдат на хоризонтот што детево го виде празен и пуст, по вечерите што го носат ветерот. Рибарите ќе ги чекаат и во ноќите. Може би луѓето ги чекаат птиците и ноќе. Тие дојдоа ноќе во превезот на сонот и желбите. Загракаа надватената риба што е наполни мрежата. Ноќе го донесоа ловот богат и сакан. Како што само може да се замислуваат желбите во сон. Сон во кој човекот може да биде и грамзлив, полн со дива страст да ја доживее својата желба патена во рацете. И ноќе во сонот стивнаа криковите, земајќи ја рибата од рацете што не сакаат да ја испуштат. Остана стварноста, гледана од прозорецот, шумно молчелива за желбите од сонот. А децата сонуваат поневинно. На малиов ноќта му донесе неостварена игра со птицата, криеници за допир со дланките врз мекото перие. Игра во која сонот ја зголеми птицата и ја направи таква што само желбата може да си ја представи и само сонот може да ја донесе. Мина многу желби и соништа. И една утрина, од ведрината на небото, долетаа птиците.
Започна работата. Од кон белите води се поставуваат мрежи престапници што ќе одделат птицата од мандрата и рибата. Зашто, очекувани и дојдени, птиците може да станат и непријатели ако успеат да влезат во ловиштето. Подалеку од мандрите и колитките, во белите води, од каде ќе ја протеруваат рибата кон трските. Со денови јачат над езерото шумови, викови и тропања, се додека мандрите не се заградат и од кон ширината на езерото и птиците не се истераат во белите води. Но птицата не е само непријател, инаку не би ја чекал рибарот со притивнат стив. А сега е важно таа да се фати во пеликатникот, да се фати и да й се скратат крилјата за да му помага на рибарот. Детево не ја заборавило ноќта кога сонувало птица што ќе ја има и ќе може да ја допре дланката до незиното меко перје. Но тоа сепак ќе има, барем за миг, барем ноќе, барем тогаш кога сам ќе може да дојде до пеликатникот. Ноќе низ мракот, од кој желбата е поголема и појака, до птицата што ја сака, за да й се љубува и да ја милува со очите. А дење работата продолжува. Трските се сечат за да се расчисти ловиштето, се поставуваат внатрешни прегради од нови леси, а мандрите се стеснуваат и запренетата риба се притеснува во се помали простори. Најдобар работник и незаменлив помошник е патената птица, што ја гони рибата низ процепите до момата и кутецот, најтесниот дел од мандрата. Доаѓа и првата радост. Радоста на рибарот со првата црпалка и со првиот полн чун. Тогаш човекот е расположен и да се пошегува, зашто напорот од толку месечната работа не му останува ненаграден. Но езерото е сепак езеро, водена стихија, секогаш возможен немир. Тоа уме и да се пошегува со радоста и напорот на луѓето, а особено кога ќе сатува добровен, што руши се на својот пат. Поради трските, силата му е попригуфена само покрај брегот, што останал празен и пуст.
птица врзана в кош. И детето, и ноќево сон сакаше да има птица. Дали барем сега неговата желба неке се исполни? И со неа да се поигра, додека тие што се свесни за опасност од ветерот се запатени околу зачувувањето на скапиот лов. Тој ќе чека за да и порастат крилјата и напролет ќе ја пушти да одлета на север со надеж дека в година некоја утрина пак ќе ја препознае меѓу другите. Од длабоко во езерото ветерот оставил смртоносни траги. Тој ја срушил мандрата на рибарот, го срушил трудот на неговата рака. Добровен и птицата ја отепал. Оваа игра, видена од постарите, за него е можеби игра на тагата езерска, што всушност ја донесе тој ден. Така е секогаш по ветерот добровен. Тагата на едниот е заедничка тага за сите. Сега ќе треба одново да се почне, одново да се впрегнат силите за стихијата да биде покорена. Зашто пак ќе дојдат птиците, ќе закружат над главите, донесувајќи ја живоста на езерото, донесувајќи ја радоста на очекувањето и надежта. Добровен не урнува се, останува човекот, останува детето со својата љубов кон езерото и птиците. Пак ќе има лов, зашто секој крик на птиците значи нова надеж.